Првиот гостин во емисијата Македонија на утро во нашето студио ова утро е Мирослав Пендаровски, професорот кој што е психолог и со кого ќе зборуваме за значењето на менталното здравје, на сонот и меѓупартнерските односи. Добро утро, професоре. Добро утро. Две теми кои што се ваши омилени, ако може така да ги издвоиме, теми на кои што многу абсолвирате, многу предавате, држите семинари на овие теми. Колку е важно за менталното здравје да имаме мирен сон? Знаете како тоа е исто како водата и храната за организмот. Се разбира, сериозно да ви одговорам. Прилично е битен тој дел од функционирањето на душевниот живот на човекот, како што севкупниот организам или севкупниот живот ги има тие биолошки или органски основи и тие ментални, психички основи, така и во склоп на психичкиот живот постојат две многу важни состојби, состојба на свест или будност и состојба на спиење, и се разбира дека севкупност и интегритетот на менталното здравје и на функционирањето психичко е зависно од квалитетот и во будноста, односно нашиот живот во будноста, но и во спиењето. Велам спиењето затоа што спиењето е физиолошкиот аспект на променетата состојба на будност или на свест, која се нарекува спиење, а сонувањето е веќе психолошкиот сегмент на спиењето, при што се разбира дека тој интегрален поглед на менталното здравје мора да го опфати и оној дел од нашиот живот за кој ние не сме свесни. Меѓутоа е многу битен уште од преисторијата, кога се верувало дека соништата се Божи пораки, предскажувања, или дури и денеска постојат тие суеверни клучеви за одгатнување на символиката на сонот, па се до современото постоење кога науката има многу научни пронајдоци и увиди, од секогаш сонот представувал битен сегмент и интерес на човекот низ историјата и не престанал да биде тоа. Така да не можеме да го запоставиме како битен сегмент на севкупното согледување на нашето постоење. Понекогаш во ова блендер време, турбулентно време, со премногу информации, вакви, такви, онакви, кои што се обидуваме, меѓутоа не можеме докрај да ги искристализираме и изфилтрираме, живееме паралелни животи, еден преку ден, еден преку ноќ, како да не спиеме. Значи, уште еднаш, колку е важно човекот на вистина да заспие во текот на ноќта, како да се ишчисти мислата, како да се ишчисти душата? Ако тоа воопшто е возможно. Нели, вака сега народски да се изразам, сите ви гледачите знаат дека пред спиењето ние го вртиме оној филм или правиме некоја ретроспектива, таа лента ја вртиме наназад, но секако дека спиењето како физиолошки аспект на сонувањето или на оној друга состојба на свест, на свесност е многу битен од аспект на рекуперација или опоравок на организмот, иако тие теории до 60-70 години многу беа на цена дека спиењето е опоравување од будниот живот, што само до некаде е точно, затоа што еволуцијските теории покажаа дека ние спиеме онолку колку што сме ранливи, а не онолку колку што сме заморни. Еве еден интересен пример, например, мрзливецот. Цели денови ништо не прави, а спие по 20 часа. Лавот спие по 2 дена, например. А некои големи умови, како Никола Тесла, како Исак Њутон, како Алберт Ајнштајн, спиеле од 2 до 4 часа, замислете. Сега тоа е малку проблематизација на убавото прашање, намерна, затоа што не е важен само квантитетот на спиењето, туку и квалитетот на спиењето. Ако баш сакаме да се опоравиме од будните активности, иако вие многу убаво забележавте дека таа граница помеѓу буден живот и време за одмор и за спиење веќе толку е пробиена, толку е во конфлуенца, измешано е сето тоа што луѓето навистина живеат, убаво кажавте, ја помислив ке речете fast food living, ама баш е блендер живење, она измешано. Па да, и на брзо. Крајот ефектот е ист. И брзо и хаотично. Неквалитетен е ефектот, на крајот е ист. И за жал, современиот човек има различни пореметувања на спиењето и сонувањето од типот на инсомнии,
дали се делумни или целосни, плитко спиење, недоволно спиење во REM фазата каде што се сонува и се опоравува организмот, многу малку спиење во длабока фаза на сонот, чести будења, дури и оние феномени што во науката за сонот со која се занимавам се нарекуваат, да речеме, дневни сонувања. Понекогаш станувате и велите дали воопшто спиев или беше тоа само некоја фантазија. Тоа е слично како, например, во луцидните соништа, кога го имате она чувство дека вие го водите сонувањето, сценариото на сонот. Така да многу често современиот човек жртвува дел од тој аспект на деноночието, кој што е многу битен и за менталното и за физичкото здравје, затоа што депривацијата од спиење и особено спиењето без сонување или пореметување каде што има на важните фази во спиењето. Хелекс спиење, така наречено. Па сега знаете како, хемијата е меч со двеоштрици. Од една страна ќе го успори тоа блендер време, меѓутоа од друга страна ќе ви одземе природен процес на спиење кој што одговара на вашите побарување на организмот. Според мене и според мојата пракса, да речеме, луѓе кои спијат 5 до 6 часа квалитетно, без многу будења, со убаво здраво сонување, повеќе се грижат за менталното здравје отколку луѓе кои спијат по 12 часа во некои плитки фази на сон, испрекинато и така натаму. Сега тука, нели, и кошмарите си имаат своја цена и што сонуваме и така натаму. Така натаму. Имате издадено повеќе научни трудови, комуницирате, соработувате со најреномираните списанија специјализирани за сонови и не патем туку психотерапијата е една од вашите определби во професионалната кариера. Може ли да се, ќе кажеме, лаички излечи одредена состојба на несонување или на неквалитетен сон? Може ли човекот сам од себе да го излечи тоа или му треба совет од професионалец? Или зависи се од тоа во која фаза се наоѓа? Да. Под број 3. Да. Вие ги сумиравте можните одговори. Вака прво, значи, употребата на работата со соништа во психотерапискиот процес нема само за цел подобрување на менталното здравје, туку ширење на свесноста, зголемување на квалитетот на живот, она што го нарекуваме личен раст и развој. Во современиот свет, во психотерапијата, психолозите, психотерапевтите што не го употребуваат методот на работа со соништа, кои да е од тие методи, не се доволно упатени во неопходноста да се работи на сонот. Тоа е исто како да се грижите за телесното здравје, а да не ги прегледате бубрезите како витални органи. Така да се повеќе во психотерапијата се работи на соништата, затоа што се тие една форма на компензација на недостатоците во будниот живот, како рекол Карл Густав Јунг, преведено во македонска поговорка "Гладна кокошка просо сонува". Значи, ние го сонуваме всушност тоа што ни треба, тоа што ни е неопходно. И соништата не се таква мистика како што ние сакаме да веруваме. Нема ништо, треба се демистификува тоа. Сонот е всушност производ на нашиот душевен живот, производ на не нашата фантазија, баш на нашиот живот. Затоа што ќе кажеме фантазија, не треба да помислување на имагинација. Она што децата го ќе затворат очи па го замислуваат светот или го визуализираат. Фантазијата всушност е креативниот аспект кој што ги произведува активностите на умот. Спомнавте дека работам доста години на тие трудови, поточно издавам научни трудови во едно од двете најреномирани светски списанија, тоа е International Journal of Dream Research, кој е со висок импакт фактори и кој што всушност е место каде што од целиот свет пишуваат и соработуваат стручњаци кои се занимаваат со различни аспекти на сонот. Ако ја прегледате таа, мојот последен труд всушност беше и признание за мојот оригинален метод линија на помал отпор, затоа можда малку покасно ќе кажеме. И таму ќе видите дека практично ќе се фрапирате колку се работи на тој аспект на менталното здравје или на психичкиот живот на човекот, дека е тоа цела една, како да ви кажам, посебна наука, од физиологија на сонот до спиритуализам во сонот. Не знам трудови од тоа како шаманите работеле со соништата или
луѓето од Зулу племето, како христијанството или исламот гледа на соништата, па се до строги научни истражувачки трудови, методи на работа со соништа и така натаму. Сакав да поентирам дека на вистина науката за сонот, намерно кажувам наука, е една комплексна, развиена матрица која нам, стручњаците, персонално мене, многу ми ги отвори очите околу значењето на работата со сонот. Јас сум многу среќен што моите трудови се читаат во многу земји во светот, јас читам трудови од колеги. Така да знаете, она fast food living и ова, како рековте, ова блендер, во исто време се производи на таа така наречена глобализација. Па да не плукаме секогаш по глобализацијата. Глобализацијата има и добри работи. Светот, до пред 20 години нашата наука, која и онака е уште новороденче за жал, не можела ни да биде во текст со тоа што се случува. Денеска тој што сака да работи, има и каде да се едуцира, има и каде да истражува, има и каде да чита. Знаете, кога ние студиравме, за 2 книги моравме да одиме во универзитетската библиотека, па да ги бараме по дрво и под камен. Нашите деца сега само стискаат едно копче и веќе имаат пристап до прекрасни бази на податоци, така да тој што се жали дека нема што да се истражува е во голема заблуда. Во минатото го споменавте, беше, ќе се изразам архајски или како и да е, резил да се оди на психолог. Потребно ни е во денешно време, она што вие го правите, психотерапијата, потребно е на многу луѓе и не треба да биде нешто што треба да се занемари. Но оно што му е потребно. Секако. Знаете како? Ако луѓето не се срамат и не треба се срамат што одат на интернист или стоматолог, зашто би се срамеле што одат на психолог? Прво, мора да разјасниме. Психологот не е само доктор на душата, или иако психијатрот е доктор на душата, буквално, психологот е човек кој се занимава со душевниот живот. Помина времето, дури малку и јас го имам видено тоа време, кога, не знам дали сте запознати, порано психотераписките простори имале 2 влеза. Еден кај што влегува новиот клиент и друга врата кај што си оди они што веќе бил. Да не се сретне. Тоа е било резил и да се изразам балкански, тоа било всушност како да го создавал некој човек од Балканот, пошто знаете, нам ни е многу важно што ќе кажат другите. А немој сега да викаме затоа што комшиите ќе речат ова. Сега дека живееме за мислењата на другите, ние не го креираме собствениот живот врз основа на нашите вредности, принципи, потреби, интереси, стремежи и така натаму. И замислете сега, за да не се сретнат тие двајца луѓе, затоа што било резил, нели, да се оди таму, едниот влегувал од овде, а другиот излегувал од таму. Тоа е мала какафонија сега после некое време, сега веќе го нема тоа. И мое огромно задоволство е дека особено младите генерации, овие популарно наречени милениумс или како ги викаат, еве од 25-6 години па до 40 некоја година, еве до наши години средни, луѓето најмногу посетуваат, барем моето искуство така говори, нешто помал број на оние постарите луѓе. Тоа има социокултуролошки објаснувања зошто е тоа така. Знаете, ние имавме транзиција од еден систем во друг. Малку повозрастните луѓе со честни исклучоци, многу тешко можете да им ја промените перцепцијата. Знаете како, јас тоа го нарекувам оставштина од медицинскиот модел. На нашите луѓе се уште, на повозрастните им е сигурно и потребно кој ќе видат бел мантил, кога ќе влезат во амбуланта, затоа што, знаете, тоа е како едно време униформите на војската и полицијата. Така да, они го имаат зачувано тој момент дека, сега вие сте доктор, овде пишува дека сте примариус, и сега ќе ви верувам вам, затоа што вие дел од една институција. Всушност, психотерапијата во многу нешта надмина психијатрискиот третман, ги надмина стерилните, краткотрајни, површни прегледи во општата медицина. Што можете ви да поразговарате со психолог кој работи во една огромна болница, каде што прима по 20 луѓе на ден. Ние работиме по час, час и половина со секоја особа. А чекаат уште 200 пред вас. Значи, тоа е во една цела друга емисија, тоа се многу специфични моменти, како се работи на себе, колку е потребна тишина, доверба,
професионална етика. Знаете, тоа се услови кои треба да се допре, треба време за да се допре до моментот. Така е, само уште ова да го докажам, многу ми е драго што помладите генерации воопшто повторно еден добар производ на глобализацијата. Ние гледаме западни емисии од типот, не знам, филмови за психотерапија, играни филмови, документарци. Младите луѓе читаат на интернет и навистина веќе тоа кај ни воопшто не е чудно да се посетува психолог и не би го ни коментирал тоа. Ова е чисто за гледачите, за мене тоа одамна абсолвирано. И знаете, низ овие 20 на години работа со луѓе, дури сум имал толку бизарни, одвратни ситуации од типот да, не знам, да некој ми каже од кај го знаеш овој човек и ја не знам да му кажам дека сум работел некаде на некој проект со него на психологија или не знам што и да ми рече, а затоа сите овие луѓе се така чудни. Мислам, знаете како? Таа етикеција, како да ја речеме, обележување на луѓето е многу, ајде да не речем, примитивна работа. Ке го надживееме и тоа, да се надеваме дека ќе се претопиме во светските теркови. Да, да го прифатиме она што е корисно. Нели нема совршено општество, да го прифатиме она што е корисно. Другата тема се партнерските односи, нивното значење низ призмата на системската семејна динамика. Зборувавме за индивидуална тема, за сонот, за човекот, за поединката, меѓутоа човекот е роден да функционира во заедница, па колку и какво значење имаат партнерските односи? Би требало по дефолт да кажам големо значење има. Се шегувам. Па да, дури сега кога станав свесен за што говориме денес, помислив дека еве и ова е блендер тема, пошто одиме од соништата во партнерските односи. Ајде да, како што убаво кажавте, од интрапсихичките збиднувања одиме во интерперсоналните или социјалните релации. Па да, секако, мислам, современиот човек, се надевам дека токму во ова време на губење на вредности, на себеизолација, еве ова кризата со COVID-19 само го потенцираше тоа, конечно разбра дека ние не сме создадени да бидеме осамени животни, дури низ животинскиот свет не познавам некоја сорта која сака да биде буквално сама, нели познаваме животни кои одат во парови, или во глутници, или во чопор, или во јата, меѓутоа многу ретко дури и популарниот волк, што го нарекуваме волк самотник, е само фраза. Знаеме дека и волците се плашат во зима да бидат сами. Партнерските односи се страшно загатлива тема, обвиена со многу предизвици, особено последниве 2 декади, да речеме, или 1 декада. Нема да навлегуваме зошто е така. Тие социјални конструкции на разните општествени уредувања, религиозните влијанија, традициите го доведе у прашање класичниот партнерски однос. И кога велам партнерски однос, повеќе се осврнувам на еротскиот, љубовниот однос, да не се разбереме погрешно. Оти гледачите може ќе помислат дека зборуваме за ортаклук или колегијалност, нели тоа се некои работи кои што се, да кажам, однесуваат на поширок еден диапазон на односи. Зборуваме за партнерски односи, односно љубовни односи. Од аспект особено на интимното поврзување помеѓу луѓето, тоа стана насушна потреба. Знаете како, не е тоа луксус да се збори за партнерските односи, затоа што тоа поврзано со низа други прашања, со осаменоста, со изолацијата, па ако сакат и со белата чума, нели? Се помалку деца се раѓаат на овој свет, села и градови исчезнуваат, глобализацијата, ајде сега лошите аспекти, ги стационира луѓето во големите држави, во големите градови, малите земји као нашата и многу други во светот се празнат, имате миграција, село, град и да не зборувам понатаму. Дури пред некое време еден мој пријател кој живее во Соединетите Американски држави, чисто го прашав како се чувствува таму и тој ми кажа нешто што сега нели е веќе како фраза, како клише. Па вика, што да ти кажам, кој ќе влезеш во еден облакодер, во кој живеат 25.000 луѓе. Тоа е еден средно голем град од Македонија, Струмица, не знам, или Гевгелија. Вика, се чувствуваш како да си никој ништо, како да си паднал од некаде
и околу тебе има многу луѓе, а всушност нема никој. Знаете? И се го замислувам тој солитер и многу луѓе со слушалки кои одат нагоре и надоле, брзаат во тоа блендер време. И никој нема време за ништо и за никого. Како заклучок, во цела една такава папазјанија од социопсихолошко живење и тоа како е неопходно да се збори за интимните аспекти на соживотот, односно партнерските односи. Ова е тема за која што ќе отвориме студио посебно. Ви благодариме што утро бевте гостин. Како ни сон ни поминаа овие 17 на 18 минути. Уште еднаш благодарност Мирослав Пендаровски, професор, доктор, психолог. Зборувавме за значењето на сонот и за значењето на партнерските односи. Ќе имате 2 обуки, семинари интернационално во Хрватска и за тоа ќе зборуваме во следната прилика. Благодариме уште еднаш. И тоа скоро ќе се видиме. Благодарим. Благодарам.